Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија, а вие го следите вториот дел од утринската програма Нов ден. Родителите на децата кои во ниту еден случај не можат да се смират на едно место, трчаат наоколу, се качуваат онаму каде што неговите врсници не можат да стасаат ниту со поглед, имаат навистина озбилен проблем. Има родители кои се свесни за тоа и бараат начини за да ја доведат хиперактивноста до едно нормално ниво, но има родители кои едноставно мислат дека нивното дете е немирно и дека наскоро ќе се смири. Психолозите укажуваат дека ваквото однесување потешко се доведува во ред. За тоа како да се однесуваме со хиперактивните деца, како да ја избереме вистинската мерка за воспитување на нашето дете, ќе поразговараме со мојата денешна соговорничка, доктор Лидија Манасиевска, психотерапевт од Психомодус ЛМ. Добро утро на вас. Добре ни дојдовте. Фала што ме повикавте. Така, чест и задоволство ние секогаш да соработуваме со вас. Ова е тема една од оние кои што многу ги интересираат родителите и која што е се почест проблем меѓу децата. Така да, докторка, како започнато, кажете ни, дали хиперактивно дете е исто што и немирно дете? Постои разлика помеѓу немирно и хиперактивно дете. Немирното дете е палаво дете, значи оно е подвижно, може да прави, например да скрши нешто, да трча, но тоа дете може во училиште да се сконцентрира и да го одржува вниманието, може да учи, додека хиперактивното дете има проблеми со вниманието, расијано е, хиперактивниот дел кај него е поизразен и тоа е разликата. Значи, хиперактивното дете не може да се сконцентрира да седи на едно место или во училиште да се сконцентрира да ја следи наставата, не може да пишува убаво, значи брза, од тоа што е моториката кај нив е, значи, забрзана и со тоа се попречува или ќе скрши нешто, ќе расипе, ќе лошо пишуваат. Значи не е исто, значи тука постои разлика помеѓу немирно и затоа треба овие хиперактивните деца да бидат разберени дека не може да го контролираат тоа туку така. Така. Дали детето се раѓа хиперактивно или пак тоа настанува со текот на времето? Постојат многу истражувања во светски рамки кои укажуваат на тоа дека и генетските предиспозиции се тука како клучен фактор, но постојат и други фактори. Започнувајќи од бременоста па наваму, дали мајката правилно ја одржувала бременоста, дали земала лекарства, при породувањето да не настанале некои проблеми, потоа исхраната е многу битна во бременоста и понатаму, значи во првите години од детскиот развој. Потоа некои алергии може да делуваат, психички и физички фактори исто така многу се битни. Значи многу фактори делуваат на тоа. Дали тоа значи дека доколку мајката е нервозна, под стрес во текот на бременоста, тоа е еден од факторите? Може дел да има, но и не мора да значи. Сега повеќето мајки се нервозни. И не мора да значи дека натаму, но има делче кое може да укажува и на тоа. Да ни кажете нешто повеќе за АДХД синдром? Како што спомнав пред малку, АДХД синдромот е, значи, не може да се каже дека е тоа пореметување. Зашто понатаму од некаде до 14-15 година кај некои деца сосема исчезнува. Значи тоа е проблем во темпераментот, значи на децата е променет, во моториката има, значи неправилна координација на око и раце. Кај овие деца, значи поизразено е, намалено е вниманието, расијани се како што реков овие деца и многу често, значи тоа придонесува кај нив да бидат поразлични од другите деца, било да се во училиште, било да се дома во домашна средина. И хиперактивноста придонесува овие деца да се разликуваат од другите, да бидат критикувани од било од родителите, било потоа во училиште, бидејќи самите не можат
да се сконцентрираат, да го одржуваат вниманието во рамките на она што училиштето или домашната средина го очекува од нив. Така. На која возраст децата, симптомите кај децата се алармантни или индикативни, а кога детето се однесува во склад со своите години? Симптомите најчесто кај хиперактивните деца се пројавуваат од 3-та до 7 година најизразени се. Значи, она возраст кога детето ќе појде во училиште. Најмногу тогаш се приметуваат и разликите се гледаат, значи, со другите деца тука. Се манифестира, значи, кога ќе му се зададат повеќе задачи на детето и не може да одговори на тие задачи детето, тогаш е. А во склад на своето, како рековте, Во склад со возраста. Со возраста, значи може ако се работи со овие деца навремено, да се почне одма да се приметат, може да после 14-15 година, значи може да се подобри нивното, значи, однесување во однос на хиперактивноста и да си продолжат нормално да функционираат. Но светските статистики покажуваат дека 50% од хиперактивните деца, значи, можат целосно да го надминат овој проблем, додека кај некои 50% останува и понатаму после 14-та година од животот. Така. Дали вие, споруваме конкретно овде за Куманово, порано терминот психотерапевт беше некако табу тема. Да. Сега мислам дека како поминува времето, луѓето се повеќе се обраќаат кај психотерапевтите, имаат потреба. Сега едноставно така да кажеме, вели оди кај психотерапевт за да ти ги врати боите во животот. Да. Дали ви се обраќаат луѓето повеќе? Вие, мислам, вашата исто ординација постои некаде од 2005 година. Да. Паралела од 2005 до сега. Па има подобрување во однос на она свеста што се пројавува кај луѓето за да се јават, значи, за помош, да побараат за своите деца, не само за децата, и за возрастни, мислам, од најмала возраст од 3-4 години па до 70-80 имам клиенти. Така да има, значи, развиена свест и потреба кај луѓето и се јавуваат, не е веќе тоа табу. Да се срамат или нешто. Посебно има за хиперактивните, се почесто, значи, се појавуваат во училиште. Нешто што е значи, за нашата средина битно е кога ќе ги опоменат во училиште, тогаш најмногу се јавуваат. Значи, родителите, кога ќе дојдат мајките, најчесто плачат каде сгрешивме или ние го воспитуваме, не сваќаат дека тоа дете не може да се контролира. И треба да ги разбереме овие деца, и ние како родители и школскиот систем, дека треба да се работи со нив, да им се помогне, а не да се критикуваат или пак да се омаловажуваат пред другите, зашто го појачуваат нивните симптоми, ги појачуваат со тоа. Не им помагаат ништо на децата. Самата работа, обврските, заморот, сето тоа, значи, кога ќе дојдеме дома, сите сме свесни за тоа дека некаде длабоко во себе, кога ќе легнеме, дека денес, да кажеме, не сме му посветиле доволно време на своето дете. Дали децата тоа е точно дека константно имаат потреба да им повторуваме дека ги сакаме и дека имаме време за нив? Да. Најмалку дневно треба по 2 часа да им посветиме внимание на децата. Било која возраст да се, тоа се наши деца и тие сака да споделат нешто, без разлика ние колку сме уморни или не. Зашто ние сме тој период родители кога ќе си имат, тие кога ќе бидат родители, тоа значи таа врска се проречува. Така велат дека во животот се има реприза, само еднаш се расте. Да. И нагласено е за хиперактивните деца дека татковците помалку им обрнуваат внимание. Тука е спомнат и школскиот систем, бидејќи повеќе, нели, учителки, наставнички има во школскиот систем кои ги воспитуваат децата. За машките деца е тоа проблем што идентификацијата со машката фигура ја немаат. И ако има отсуство дома од родителот, таткото во воспитувањето, и тоа е малку, значи, за развојот натаму и за хиперактивноста проблем. Така, тоа. Сега предлагам да одиме со една кратка музичка пауза. Може.
Еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија и говориме на темата хиперактивност кај децата. Докторка, да продолжиме со прашањата. Дали се даваат некои лекови, некои медикаменти за хиперактивните деца? Па во последно време да, се даваат за смирување на децата, но не е пожелно тоа. Според некои сознанија во Америка најчесто им даваат лекарства, но многу е штетно и за детскиот развој понатаму. Не се знае кој дете како ќе реагира на тие лекарства. Имаше еден случај од екстремно хиперактивно дете во крајно депресивна состојба да се доведе, затоа треба многу да се внимава. Со ваквите деца најдобро е да се работи на усмерување на вниманието. Значи тоа е проблемот кај нив и моториката, моторната координација. Дали тоа значи да им посветуваме внимание? Многу треба да им се посветува внимание и да се работи на нивната проблематика. Дали реагираат тие импулсивно, агресивно, Да. бесно, кога не им се посветува Точно е тоа, и импулсивноста е како една од причините за хиперактивноста. Значи овие деца прво ќе направат некое дејство, па потоа размислуваат за последиците. Значи тоа е клучното кај нив. Многу треба да им се помага на децава, како што спомнав и во школскиот систем, и ние родителите, значи треба да постои таа врска дете, родител и образованието. Школскиот систем понатаму, зашто тоа најмногу таму ќе смета. Значи на другите доволно е едно дете да има во оделението хиперактивно, значи тоа го пореметува целиот ритам дневен, например, на часот или најбитно е, значи, да се работи на усмерување на вниманието на детето. Така, но сепак некако е потребна стручна помош. Потребна е, да. Да се обратат родителите. Потребно е, значи, најмногу се работи или преку детски цртежи, преку глина се работи. Значи, тука да се фокусира на една работа. Кога детето ќе се усмери тука, значи, и моториката се намалува кај него, и другите, значи, перцепцијата од страна нема да допира до него. Тоа е едното од најбитните работи. А дали е тоа точна изреката дека доколку и константно, што спомнавме пред паузата, им повторуваме на децата дека ги сакаме, тие ќе се разгалат? Па нема да се разгалат, но доволно е, мислам, и добро е да му се укаже на детето дека е сакано, дека е почитувано, дека некојаш треба да се пофалат децата. Не треба да ги критикуваме, посебно овие деца не треба да ги критикуваме во присуство на било кој, дали дома, дали во училиште. Значи, они доста да не се вика по нив. Значи, подршка треба да им се пружи најмногу на овие деца. Така, значи, во моментот да кажеме кога детето ќе направи нешто погрешно, дали треба да делуваме охрабрувачки врз него или пак треба да му укажеме на грешката? Треба да му се образложи, да му се укаже на грешката и охрабрувачки дека тоа не е крај на свет, дека нешто не направило, но за да не ја повтори грешката понатаму, треба да му се укаже и на причините, да не се повреди и тоа самото. Најчесто овие деца се повредуваат или ќе се исечат од што брзаат. Значи, или ќе се изгорат, или ќе паднат, или други деца во училиште, или дома, или на улица ќе ги провоцираат, ќе удираат. Значи, они прво го прават дејството, па после размислуваат. Така, импулсот е кај нив изразен многу. Дали со деца од која возраст можеме да водиме конструктивен разговор? Дали е тоа 5, 6, 7 години, значи? Сега се децата многу паметни се, влезени се во системот, така многу мали, од 3 години со дете може да се разговара. Да, од 5 до 7 години најдобрата возраст со која може да се работи за било што, која проблематика се појави кај нив. И соработливи се. Моите деца кои ќе ги донесат, многу се соработливи. Од тој разговор или преку цртежи, ја работам или со цртежи, излегуваат многу работи. Оно се унесе тука од цртежот, го прашувам, например, некои работи и така многу баво тече тој процес на разговорот. Така. Дали солзите и тагата родителите треба да ги кријат од децата? Не.
И децата и родителите не треба да ги кријат солзите и тагата. Предолго криење на тага може да се помине во друга форма, во депресија или анксиозни состојби. Затоа, ако се примети кај децата или децата да приметат кај родителите, тоа треба да се сподели во семејството. Значи да делува негативно и на децата ако приметат кај родителите и обратно. Така. Доколку се востанови една состојба дека детето станува агресивно, што треба да превземеме? Прво, ако се отвори детето да разговара, ќе разговарат родителите со него. Што довело до тука детето да биде агресивно? Треба да се види кои се факторите кои придонеле за тоа и потоа, ако треба и стручна помош, ќе се побара во тој случај. Значи се решаваме некако преку конструктивен разговор. Да, може конструктивно и со помала возраст со децата да се разговара. Има деца кои сакаат и на тој начин, значи ние им кажуваме важност, им даваме на децата дека се бринеме за нив, дека ги сакаме, дека тие се важни за нас и така. Дали психолозите кај нас во училиштата треба да им посветуваат повеќе внимание на таквите деца? Треба да работат со нив. Од мои сознанија се уште во училиштето, децата што ми повратно кажуваат, имаат како некој срам да отидат кај не знам како ги викаа служби, другите ќе ги видат. Имаат потреба и работат, мислам со некои деца работат, но ако се бара, ако дојдено многу до некој проблем, а не и кога децата имаат навистина да сакаат да разговараат за нешто лично за себе. Дали ви се случува конкретно, да кажеме на прв поглед доаѓа едно дете кај вас на разговор и да знаете што конкретно е проблемот кај тоа дете? Кога започнав 2005 да работам, некако имав страв кој ќе дојде некој или возрасен или дете, јас отварам книга и да видам дали правилно сум постапила. Додека сега самото прво кажување што е, јас знам каде е проблематиката. Најмногу од формите што се пројавуваат кај децата проблеми, например стравови, паника или било што, потекнуваат и од нешто во семејството или во училиштето со врсниците. Значи тоа не значи дека е болест некој и дека тоа многу ќе трае или неизлечиво. Кај децата многу побрзо се надминуваат проблемите отколку кај возрастните. Значи така. Велат дека ќотекот излегол од рајот и дека некоја воспитна шлаканица нема да смета. Што мислите за таа изрека? Јас сум од ние повозрастните генерации и гледам сега некако во нашиот систем децата се оние ги надминуваат границите, ги поминуваат границите на она што е дозволено, однесување, авторитети да почитуваат и било во училиште, било дома. Значи не да се тепаат децата, не се согласувам со тоа со физичка сила, но пак треба нешто да се преземе да децата се држат во границите на нормалата. Така. На нормалното однесување. Така секако да им се укаже некако со повисок тон, со постојато некако. Не почитуваат авторитети, наставници и тоа, некако се поопуштени. Така. Од каде доаѓа таа слобода? Дали е тоа од дома, сепак не знам дали некој родител би му кажал на детето, така се постапува со него, почитува професорот или нешто. И од другите деца, значи они самите си се опуштаат, се охрабруваат од медиуми, од компјутери, сега гледаат интернет и се некако се смени кај нас и вредносниот систем и границите на ова почитување на културата. Тука и културата е не дека родителите не ги воспитуваат дома. Кои се предностите, а кои негативностите на основа на користењето на компјутер? Во раната фаза за децата збориме. Тоа е и доста широко прашање, треба да се зборува за тоа. Компјутерите, интернетот е потреба, не е играчка. Так. За многу деца
слушам и родителите ќе седне на компјутер, он си е мирен или таа си е мирна. Тоа не значи они све гледаат на тие компјутери. Затоа пројавуваат после и стравови и сексуални фантазии и све. Значи интернетот е потреба само. На многу мала возраст не треба да им се дозволува толку да седат и да гледаат. Значи пак тука треба родителите да вршат контрола. Не до толку, но да надгледуваат што децата се гледаат. И да седат најмногу дневно 2 часа. Со прекини да излегуваат, зашто многу е битно и за физичкиот развој, за кичма, за не јадат, ќе се унесат во, не учат. Значи одвлекува и внимание и време и се. До која годишна возраст детето треба да го штитиме од стресни ситуации? Цел живот. И нас, и детето. Додека се помали, значи имаат децата стравови за кои и реални, и нереални, и понатаму, значи во животот. Постојано, значи зависно од возраста која треба да се штитат. И да им се објаснува, да се разговара за стравовите, а не да се прикриваат стравовите. Или па да се увеличуваат. Не треба на малите деца за стравовите или за да им се зборува во некоја форма за ќе видиш ти ова со некој, не знам, така по изразени бавки, не знам, таму полицајци и тоа, значи децата тоа го носат цел живот после натаму да се плашат, како од таа смисла. Што треба да превземе родителот доколку воочи дека детето не може да стекне пријателство? Најбитното нешто што е за хиперактивните деца да го спомнаме е тоа што тие не можат да имаат многу другарчиња, бидејќи се моториката е изразена каде нив и тие не може да се контролираат и импулсивни се и најчесто или ќе ги удра другите деца не сакајки и немаат другарчиња. Значи родителите треба да им укажуваат на тоа и на другата страна да им објаснат дека нивното дете е такво, не го прави тоа намерно. И тука поддршката, значи треба многу да се поддржуваат хиперактивните деца. Со тоа ќе видат они дека и се сакани и се разберени. Многу е битно да ги разбереме децата за било што да се пројави кај нив, а не да прикриваме или да ги караме. Значи ова дете не го сака тоа, како ние ќе го караме. Имав еден случај, тоа беше, значи, толку неразберено дете и од родителите, не сватено дека тоа е хиперактивно дете и од школскиот систем, и сакаа да го префрлат во некоја специјална школа. Тој беше најнормален, значи они се интелигентни, требаше да се работи на него. Многу беше критикуван и целиот ќе поцрвенеше, она енергија. Така убаво рековте дека и агресивноста така се потикнува, значи кај децата. Кога не се разберени и они од една страна внатрешното нивно импулсот и хиперактивноста и вниманието што не може да го контролираат, а од друга страна од надврешната средина неразберени и тие така ствараат некој притисок внатре си имаат. Како мене никој не ме разбира. Так. Кај кои деца хиперактивноста е повеќе застапена? Дали кај машките или па кај женските? Кај машките 10% дури. На 10 деца едно е девојче, значи кај нив е многу застапено. Како фактор е спомнато тамо, јас и претходно реков дека, али не мора да значи, тука е фигурата татко. Значи идентификацијата, значи на овие деца машка фигура треба да им се помага во животот натаму да се справуваат со нивниот проблем и реков дека во училиштата наставничките професорите се повеќе женски. Дали треба децата да ги учиме да не се откажуваат? Да. За многу нешта во животот не треба децата да се откажуваат. Значи добро е да се проба па и да не се успее во тоа со повторување, со така и се осигурувам, значи сигурноста во себе и ја стекнуваме, значи од прво нешто не треба да се откажува децата.
Во текот на разговорот спомнавме дека хиперактивните деца не можат да седат на едно место. Да, тие Така се да, подвижни. што се однесуваат до училиштето. Да. Како може да го подобриме тој однос хиперактивно дете, професор? Како што реков, овие деца треба да постои една врска помеѓу родителите да објаснат какво е нивното дете, дали е тоа увидено дека тоа дете е хиперактивно, а не немирно, да се прави разлика. Значи, Така. тоа дете намерно не го прави тоа, а најчесто не ги сваѓа дека и не ја права таа разлика. И овие деца треба да се стават во првите клупи, пред значи наставничките и да им помагаат на нив поспоро да го предават градивото или да запишуваат на табла или на нив да земат да им помагаат да напишат у тетрадка и за домашно да им во првиот период, значи дали е помала возраст, прво деление или второ, значи и наставниците да им помагаат. И да укажат на другите деца дека еве тоа дете понатаму ќе си биде како нив, само сега му е потребно малку повеќе поддршка за да го усмери вниманието и концентрацијата на пишувањето или на учењето. А што би направиле во случај кога детето дома, да кажеме, едноставно не можеме да го натераме да учи? Да. Како да реагираме во тој момент? Па ќе видиме што е причина да не може оно да учи. Да се разговара со него, еве што е тоа, дали не некој отпор, дали што се пројавува кај него, Така. па дали не сака нешто. Доколку се работи за отпор, чист отпор е едноставно. Да. Изјава не сакам да учам. Од каде тоа? Значи, што сакаш во животот ако не сакаш да учиш, ќе му се постават многу прашања. Значи, не може така да се остави детето да имав еден татко што намерно не беше во добар однос со мајката и рече дека детето треба да го повтарат за инат на мајката. Да, е така. Не треба, значи он ќе си и да имаше отпор детето и не го прашуваа што му е на тоа дете, него да повтара беше целта. Од инат. Так. И такви случаи има, да. Во тој случај му се наштетува само на детето, тоа е тоа. Дали треба да се реагира веднаш во моментот на лошо однесување кај детето? Да, ако се увиди значи проблематично однесување, треба да преземат родителите нешто или да побарат стручна помош. Најбитно е, значи, родителите прво да разговарат со детето, да можат, значи, оној однос, не да викаат по него, туку да видат што е причината. И потоа може да побарат стручна помош и со тоа ќе... Но најбитно е двајцата родители. Без разлика дали се они разделени или не знам, они се родители. Цел живот се тие родители и двајцата ќе преземаат за да се справат со тој проблем кај детето. Да кажем, имам една ваква фактичка состојба. Детето било непослушно, сме пробале да разговараме со него, не сакало и продолжило по свое. Дали 15 на минути после тоа, доколку детето дојде до нас и сака да поразговара, треба да го игнорираме? Никако не треба да го игнорира. Може би во тој момент му дошло, размислило за тие 15 минути детето и тогаш треба да се разговара. Најчесто значи не треба да се зборува со децата да се пресилуваат кога се лути. Да ги оставиме малку или кога плачат, не треба да го смируваме. Остави го детето малку да се смири, па после да се разговара со него. Постојат деца кои што и јас лично знам, кои што никако не можеме да ги научиме, да ги натераме да се извинат. Тоа е тешко. Тој збор некако не можат никако да го изговорат. Тешко име, да. Тие Не се молчат, се извинуваат. лутат, но не Да. се извинуваат. Ќе се извинат после кога ќе размислат. Може и утре. Може ќе размисли и ќе каже, еве, во некоја добра ситуација, ако направиме добро дело за нив, ќе кажат, ја извини за тогаш и тогаш. Да, и така права децата. Значи, во тој момент, да кажеме, ете, се спречкале две другарчиња и ние го тераме нашето да се извини, не сака одговор. Тоа е и гордоста е тука. Зашто ја да му се понижувам, нека ми се извини тој на мене. Да. Значи, тука никако не Да. можеме да Па да може, реагираме. може ке се, па натаму, па
со тек на времето ќе помени, ќе размисли тоа дете, ќе попушти, нема толку гордоста да преовладува. Додека детето е во рана фаза, некако негови реални желби уште само од почеток се играчките. Да. Дали сметате дека секоја играчка што детето ќе ја посака треба да му биде купена? Не. Не треба толку да ги презаситуваме децата со играчки, посебно за хиперактивните деца кога зборувавме, на нив помалку играчки треба. Имав една родителка рече полна соба ние со играчки и оно не го интересираат. Тука е проблемот. Значи, колку повеќе им купуваме играчки, оно ќе ја земе и ќе ја фрли. Тоа е проблемот, нели, со вниманието. Ако има една играчка да го насочиме на таа, а не она кога му доаѓаат другите и значи десната хемисфера е поизразена кај на мозокот, кај хиперактивните. И оно значи ќе фрла таа ќе го привлекува од таму, а не едната играчка. Значи помалку треба за да се насочува вниманието на децата на така најдобро се вежба, значи за насочување на вниманието. Да претпоставиме дека се почести се случаи развод на родителите. Да. Некако децата и после разводот на родителите фантазираат за помирување на нивните родители. Да. Дали во тој момент може стручната помош да му помогне на детето или пак се потребни и двата родитела? И стручната помош и двата родители. Најчест случај е дека ниту едно дете не сака родителите да му се разделени или разведени, како што ние го нарекуваме. Тие се родители цел живот за него. Тоа не знае за проблемот за зошто тие се разделиле. Нели гушкањето, смејата помеѓу родителите, тоа е нешто најдоброто за децата, ама еве ако дојде до неразбирање, битно е значи и стручна помош и двајцата родители да соработуваат со стручното лице и тука да биде вклучено и детето, без разлика на која возраст. После 5-6 години, значи децата разбираат, може да сватат некои работи и да се сочат со разделбата на нивните родители. Дали соопштувањето за разделбата на родителите за детето представува стресна ситуација? Представува стресна ситуација, но во обкружување веќе во нашиот систем тоа е честа појава меѓу другарчиња. Првата значи реакција е стресна, а после кога ќе се разговара со детето ќе му се укаже причини, па што довело до тоа, значи децата го сваќаат тоа и имаат разбирање. Така. На кој е вистинскиот начин да му се соопшти таквото нешто на детето, посебно на хиперактивните деца? Како да се постапи со нив во тој случај? Па тие веројатно и приметиле дека родителите им или се расправаат дома, или е одсутен еден од родителите. И со полека, значи детето ќе се уведе во ситуацијата и без разлика дали е хиперактивно за тоа или не. На секое дете треба да му се на ист начин соопштува. Така. И не треба само, извинете, родителите да се критикуваат преку децата. Значи, токму тоа сакав да ве прашам. Не треба, значи ако се двајцата не се поднесуваат или си имаат некој проблем, не треба тоа да го манифестираат на некој начин пред детето или преку него тоа да го пренесуваат на родителите. Колку е можно, значи да не се испрашуваат кога ќе се престои во кај едниот родител или кај другиот. Значи, тоа да можат родителите, најголемо богатство ќе му дадат на детето ако го заштитат од нив самите, од нивниот брачен проблем. Така, дали во таа фаза, во тој период, кога се случува такво нешто, потребно е да му се посвети големо внимание на детето меѓу останатото? Внимание како внимание треба да му се посвети, но не премногу за да тоа дете почне да не слуша после, да го искористи тоа во друг контекст. Значи може да користи, слушам од некои деца, значи оди кај мене ми е супер, си оди таму, си добива и од едниот родител и од другиот. Тоа е добро и од двајцата да има внимание, но во одредени граници на нормалното. Ако ги пречекори тие граници, после ќе има проблем, значи да се доведе во ред тоа дете. Може да пројави друго нешто.
А што во оние ситуации кога детето не сака да оди кај другиот родител? Одбива. Да се види што е причината што не сака да оди. Што е, нешто треба да има тука, па да се види што е. Кој е тој отпор детето да не оди? Дали едниот родител вамо го држи, му нешто го наговара или од таму нешто му е? Која е пораката за да детето или што е тоа што детето не сака? Значи на тоа се работи. Така. Би можеле да одиме со уште една кратка музичка пауза и Може. повторно се враќаме. Најголем успех во мојот живот, станав пријател свој. И после толку заблуди грешки, сватив јас сум тој. Се што имам и се што ми треба, не барам од никој друг. Без многу врева, мирно го трчам, може би последниот круг. Далечно светло, надворе мрак, собирам храброст пред твојот праг. Во мене немир, добро го знам, дали да одам и продолжам сам. Зошто знам колку боли кога треба да молиш, а толку си дал. Затворам очи, патот ме води скитник до крај. Патот добро го знам. Продолжувам сам. Се што имам и се што ми треба, не барам од никој друг. Без многу врева, мирно го трчам, може би последниот круг. Далечно светло, надворе мрак, собирам храброст пред твојот праг. Во мене немир, добро го знам, дали да одам и продолжам сам. Зошто знам колку боли кога треба да молиш, а толку си дал. Затворам очи, патот ме води скитни до крај. Патот добро го знам. Продолжувам сам. Еве сме повторно назад во студиото. Докторка, доколку има неколку, повеќе да кажам 2, 3 или повеќе деца во семејството и родителите често знаат да прават споредба.
Тој е таков, зошто ти не си таков, како тој може тоа, ти не можеш. Колку е тоа добро за децата? Тоа не е добро и најлошо нешто што се прави споредба, значи било во семејството, било со врсниците. Тоа помалку вредни се осеќаат децата и секое дете не е исто и не треба да е. Секоја си е индивидуа сама за себе. И натаму ќе им штети во животот. Така и комплекси добиваат децата и помала вредност и она, еве, него повеќе го сакаат, мене помалку. Најбитно е, значи, тоа да не се споредуваат децата. Да си се остават сами на себе, значи, тие да си градат свој идентитет и да се доживуваат сами себе. Тие ќе се одберат со кого тие ќе се споредуваат, кој ќе им биде замислена личност или со кого ќе се идентификуваат понатаму во животот. Така. Како казната влијае врз децата? Зависи која казна. Има повеќе видови на казни, дали детето ќе се казни да не излегува, да не му се дават пари, да не седи пред компјутер. Значи, некојаш казната е и добра за децата, да му се укаже дека границата докаде може и докаде треба. Дали забраната да излезе надвор кога сите деца ги слуша дека во моментот сте на улица, може да има позитивно влијание или пак уште повеќе го разлутува детето? Може да го иритира него, они најчесто така го сваѓаат, ако у тој момент не го пуштиме. Но ако има за учење и обврските школски, ако се, значи, и тоа е и позитивно, ќе научи дека во кој период од денот, кога може да излезе, а не кога тоа сака. Значи, кога е можно да излезе. Така, значи, тука некаде и самиот крај на нашата денешна емисија. За крај би можеле да апелираме до родителите. Пред се надевам дека оваа емисија ќе им помогне малку да им се разјаснат некои недоразбирања и да апелираме дека да направат разлика измеѓу немирно и хиперактивно дете. Нешто, да. И дека сепак е и многу добро да побараат стручна помош, тоа е и за нивно добро и за доброто на нивните деца. Да. Докторка, вам многу ви благодарам за денешното гостување. А вие, драги гледачи, на вас. А вие, драги гледачи, се надевам дека не следевте од почеток до крај. Имајте убав ден и останете во добро расположение.